Станувањето е проблем и во источниот дел од земјава. Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип го истражува, односно ја истражува оваа проблематика повеќе од 10 години. Затоа со внимание ќе го проследиме и следното линковско вклучување на колешката Славица Величковска, каде одговори бараме на прашањата каков е трендот на иселување во источниот регион и кои причини се одлучувачки за младите да ја напуштат земјава. Славица, добро утро. Млади, миграција, образование. Вака е насловен проектот на кој долги години работат професори и студенти на правниот факултет и токму за последните податоци од истражувањето разговарам со професор Страшко Стојановски. Што велат последните податоци кога во прашање се средношколците во источниот регион? Вака најпрвен го имаме тоа задоволство прв пат да ја промовираме публикацијата која што току излезе, финансирана од локалниот невладин сектор во Штип. Самата публикација се однесува на серија истражувања, значи не се работи за едно истражување, туку серија истражувања последната декада, кои што се однесуваат на прашања за миграции на младите и прашања поврзани со образовни политики, особено со образовните политики поврзани со средното образование и високото образование. Од тука самите резултати рефлектираат на одредени демографски и младински стратегии кои што би ги превзела државата, односно национални стратегии, и рефлектираат на одредени политики кои што би ги креирала државата како стратегија или во делот на законодавството, а се однесуваат на миграцијата на младите. Овие истражувања имаат лонгитудинален карактер, рековме, значи имаме повторен прашалник, се повторуваат во временски интервал помеѓу 5 и 7 години и можеме да дури да проектираме одредени тенденции како би се движеле перцепциите на младите во иднина. Околу општиот тренд на миграција веднаш може да споменеме дека имаме намалување на перцепциите за миграција на младите надвор од државата, односно за минување надвор од државата, од 78 сега е на 58%, што е сепак висок процент и е повисок од националниот и од просекот кој што го имаме регионално според Балкан барометар на ниво на регион на Југоисточна Европа. Додека во делот на образовните миграции ние детектиравме тенденција на миграција на младите која што е поврзана со можноста за студирање, односно преминување од секундарно на терцијално ниво, односно средно образование, студирање на универзитет. И тука на ниво на регионите кои што се во делот на Источна Македонија и Централна Македонија, односно 4 региони од североисточниот, источниот, југоисточниот и поврбарскиот регион, можеме да забележиме зголемување, тоа значително речиси двојно зголемување на перцепциите на младите за студирање надвор од државата, односно зголемување од некои 12-13% на 20 до 22%, зависно тоа дали се трета или четврта година самите средношколци. За оние кои заминуваат не за образование, туку трајно, нели, некој вид економска миграција, какво е расположението? Колку од нив би биле подготвени, односно планираат да се вратат откако, нели, ќе добијат некое искуство надвор од државата, колку сакаат трајно да се одселат? Да, значи ние имавме серија на прашања во тој дел. Едно од прашањата беше дали би сакале да заминете надвор од државата, а потоа ги гледавме мотивите врз основа на што би сакале да заминат младите надвор од државата. Она што е интересно и карактеристично и претпоставувам се поклопува со зголемувањето можеби и на примањата, па дури на релативно и на социјалниот статус внатре во државата на самите граѓани, е дека туризмот како мотивација за патување надвор од државата се зголемува, тоа дефинитивно се гледа. Економскиот фактор, односно привремената миграција поврзана со привремено вработување, заработување, односно да заработат одредени финансиски средства и потоа пак да се вратат назад. Значи тоа е клучниот фактор и имавме еден индикатор кој што упатува на тоа дали би имале тенденција на трајно мигрирање или сепак би се врзале само со привремено мигрирање, тоа е дали по подолг престој би планирале да се вратат надвор, односно внатре повторно во Македонија. Тука немаме некоја поголема осцилација, значи 3 истражувања се правени од 2014 до 2023 година.
помеѓу 15 и 20% од младите, минимално осцилацијата, и тоа е во рамките на некаква статистичка грешка, значи помеѓу 15 и 20% планираат трајно да се иселат, односно да заминат и потоа да останат во одредена држава. Предпоставка е најчесто тука се државите од Западна Европа и Соединените американски држави. Професоре, ви благодарам на одвоеното време утринава студио. Благодариме, Славица.